Точно 8 часот и 30 минути вие сте со Македонија наутро, 25 јануари 2022 година. Во продолжение зборуваме за новите проекти на општината Аеродром. Првиот човек, господинот Тимчо Муцунски, е нашиот соговорник, наш гостин денеска. Добро утро. Официјално добро утро да си кажеме. Благодарам за поканата и можноста пред вашите гледачи да зборуваме за тоа што се нашите планови во текот на оваа година. Многу интересен начин на промоција за буџетот, новите планови за следниот период, транспарентен, уникатен. Сакате новина да воведете во работењето во општината? Сакаме да воспоставиме еден нов принцип на работа и нов принцип на отвореност на општината кон граѓаните, кон бизнис заедницата, користејќи ја секако и можноста што ни ја давате вие како медиуми, да представиме кои се нашите планови за оваа година. Затоа што често кога ќе поминете, сега сме ние се уште се чувствуваме блиско до кампањата која што помина пред неколку месеци и многу често сретнувајќи се со граѓани на улица, на различни места, го добиваме прашањето до кај сме со овој проект, до кај сме со друг проект, затоа што граѓаните се имаат создадено очекување, тоа е нормално. Ние сме ветували, тие очекуваат реализација на проекти и ние затоа одлучивме преку еден ваков отворен, транспарентен пристап, целата таа презентација која што ја правев и е објавена на социјалниот медиум Facebook, на мојата официјална фан страница, да им представиме што ни е планот за оваа година. Има таму и некои проекти од програмата кои што секако ги нема, затоа што тоа е програма за периодот 4 години, но ние дадовме еден доста амбициозен осврт што планираме во 2022 година. Тоа го сметаме како еден дополнителен чекор за транспарентна и отворена општина, а секако во текот на следната година ќе превземеме и дополнителни чекори за транспарентност и отвореност. За жал, оваа година по завршувањето на изборните действија бевме многу блиску до чинот на процесот на буџетирање, односно носењето на буџет, и немавме можност и немавме временски рок кога и процесот на буџетирање да го направиме поотворен и со поголема инклузивност за сите засегнати страни, но оваа година ќе го направиме таков и процесот на буџетирање. И буџетот ќе го носиме заедно со граѓаните и сите кои што имаат интерес за буџетот на општина Аеродром. Транспарентност и отчетност најавувате. Сега за годинава во буџетот одвоивте простор како што ветувавте: образование, спорт и млади, урбанизам, граѓански сектор, инфраструктура, екологија, животна средија, но и нови дупави. Сега, ако требаше од сево ова да изберам со што би почнала, па ќе почнам со можеби еден од најголемите проблеми кои што во општината Аеродром годинина назад верувам и сте запознаен пред почетокот на мандатот, а тоа е новите градинки, тоа е просторот за најмалите. Многу аеродромци се соочуваа со тоа дека не можеа да ги запишат нивните дечиња во местото каде што си живеат во градинка и знаеа да се пошегуваат дека кога ќе се роди детето го запишуваат во градинка да фатат место за кога ќе му дојде редот. Сега конечно се решава тој проблем. Во делот на образованието, за градинките ќе ни кажете како ќе се реши, но и за основните училишта можеби како подзаборавено беше оној дел дека треба малку да се подобнуваат во делот веројатно на интериерот, на екстериерот. Што се планува? Процесот на урбанистичко планирање на Аеродром до сега во последните години опфаќал само урбанистичко планирање на нови згради. Аеродром е една од највибрантните општини во Македонија, јас би рекол, и веројатно пописот ќе ни покаже доколку се релевантни статистиките од него, дека Аеродром е можеби со сигурност, јас верувам, и најголема општина во Македонија, но еден индикатор што јас го гледам демографски по секојдневно движење, веројатно и најмлада општина во Македонија. Млади семејства со мали деца, и сега во процесот на урбанистичко планирање се впишувале згради во дупови, се граделе згради, многу нови семејства се вселувале, но во последните 4 години нема никаква инвестиција во нова градинка и нема никаква, значи не е направена во последните 4 години ниту една нова градинка и нема никаква инвестиција во ширењето на инфраструктурата на училиштата. Вие морате да градите нови градинки кои што ќе го апсорбираат тој притисок кој што се создаде. Има застрашувачки бројки, вие сте апсолутно во право. Околу 800 деца чекаат за место во градинка. Да. Тоа е проблем што не смееме да си дозволиме да чекаме 4 години да се реши. Бидејќи во тие 4 години ние и во градинките и во училиштата ќе губиме генерација. Имаме 3 основни училишта кои што доколку не превземе итни чекори се на рап децата додат во трета смена, што не смееме да си го дозволиме. Оваа година почнуваме со инвестиција во 3 нови градинки. Добро. Долно Лисиче, Мичурин, Стар Аеродром.
Сакаме во текот на следната година да почнеме со уште една локација во Лисиче. И јас сум тука искрено ќе ви кажам амбициозен, верувам дека до крајот на мандатот, иако во кампањата ветивме 4 нови градинки, ќе најдеме начини и 5-та градинка да имаме до крајот на мандатот, но тука ќе треба внимателно демографски да видиме каде таа идеално би ја ставиле. Во овој момент се уште размислуваме за локација и паралелно со тоа мораме да работиме со проширување на капацитетите на најмалку 2 основни училишта. Тука примерно фокусот ни е на 3 основни училишта, но најмалку 2 од нив мораме да прошириме капацитет. Тоа се основните училишта Блаже Конески, Љубен Лапе и Ѓоргија Пулески. Инфраструктурата мора да создадеме да биде на највисоко ниво. И јас би сакал, кога ќе го завршиме мандатот после 4 години, да немаме повторно вакви појави, толку многу деца за да чекаат за место во градинка. И сега, кога сме веќе кај урбанизмот, една од, можеме да кажеме, најурбанистичките населби општината Аеродром, но сепак имаме делови кои што се малку повеќе запоставени. Тука ни се Горно, Долно, Лисиче, чинам, тие дека се примарни и итни на некој начин, и забележав и во вашиот план исто така. Кој е планот за овој дел во поглед на урбанизмот? Прво во поглед на урбанизмот таму мора дупови да се донесат, бидејќи одредени имотно-правни аспекти на секојдневно функционирање и живење на овие граѓани, на нашите граѓани кои што живеат во тој дел општината не е решен. Значи ние мораме дупови да донесеме и во Горно и во Долно Лисиче. Тоа ни е приоритет за оваа година да се заврши. Исто така имаме и одредени планирани инвестиции во делот на обезбедување на подобри услови од гледна точка на јавните работи, игралишта, детски. Сакаме оваа година да го отпочнеме процесот за изградба на спортскиот центар Пирин во населба Лисиче. Имаме планирано доста средства кои се наши средства, но исто така и средства кои што ги добиваме од одредени меѓународни организации како Светската банка во делот на инфраструктурата во населба Лисиче, Долно Лисиче, Горно Лисиче. Имаме многу прашања кои што треба да се решат. Таму се примерно инфраструктурни, таму се имотно-правни аспекти, да го убрзаме процесот на легализација на имот. Имаме сериозни амбиции за тој дел од општината, до крајот на мандатот да има некој рамномерен развој со така наречениот урбан дел од општината, односно аеродроми и Ново Лисиче. Но дефинитивно примарност мора да има, затоа што со години некако наназад останува да тапка во место. Дефинитивно. Дури и веќе оние кои што живеат таму велат како запоставени се чувствуваат. Па еве погледнете фактот дека во Долно Лисиче нема градинка. И во делот на реконструкција на улиците, сега повторно она што сум читала и по социјалните медии. Инфраструктурата е таму голем проблем и затоа имаме намера да вложиме многу големи средства, приближно сигурно над 800.000 евра во инфраструктура во тој дел од општината оваа година. Имате основни потреби, нема ниту една градинка во Долно Лисиче. За прв пат после толку години ќе инвестираме во градинка во тој дел од општината, но и тој спортски рекреативен дел кој што за жал е запоставен и разгледуваме опција, се уште таа имотно-правните аспекти разгледуваме, но разгледуваме опција за изградба на еден мал плоштад, сквер во делот на Горно Лисиче, така да се грижиме не само за инфраструктурата, туку и за социјалниот живот на граѓаните кои што живеат таму, да имаат квалитетни услови за функционирање. Добро, засебно ќе зборуваме за спортот, имате и доста новини во тој дел. Би сакала да зборуваме за општинската зграда, нешто што наназад години беше најавувано како едно од основните потреби за општината, но некако не доживеа бел ден како што се били народски. Сега се наоѓа во вашиот план, но многу интересно е она што целокупно го најавувате да биде како дел од општинската зграда. Да, всушност вие мислам дека мислите ние како заеднички, тоа ќе бидат два објекти. Значи општинска зграда дефинитивно мора да отпочнеме процедури оваа година, зашто? Затоа што општината нерационално плаќа многу голема сума за закуп. И тоа долги години се случува. Општина како аеродром не смее да се дозволи таков начин на функционирање и патем би рекол дека и овие простори кои што ги имаме во моментот не се соодветни за потребите на администрацијата на општината. Така да тоа е една инвестиција која што ќе отпочнеме да правиме оваа година, но заедно со градот Скопје оваа година почнуваме со проектирање и планирање на иновацијски мултимедијален центар. Тој ќе има повеќе значајни делови во неговото функционирање. Прво ќе
кино, театар, читална, место за изложби, нешто што фали во една динамична општина како аеродром, посебно со млада популација како што спомнавме, но истовремено тука ќе биде сместен и централниот иновацијски центар на територијата на градот Скопје, кој што ќе има простор за обука на млади луѓе во делот на иновациите, ќе биде деловен хаб каде што младите иноватори ќе добиваат институционална поддршка, место каде што ќе може да го отпочнат својот бизнис, и тука намерата ни е да работиме како со меѓународни организации, така и со партнери од домашната деловна заедница, да го направиме во еден вистински и функционален иновацијски хаб на градот Скопје. Така да тоа ќе бидат две засебни простори, но во близина еден на друг од гледна точка на територија. Добро, она што споменавте и сега во делот на културата, чинам дека и за летово најавувате про фестивал. Да. Тоа искрен ќе бидам, ја сакам целосно да бидеме отворени кон граѓаните, тоа ни беше едно ветување во програмата, но оваа година заради некои други приоритети кои што имавме во буџетот, во примарната верзија на буџетот не ни беше ставено. Планиравме од 2023 година да почнеме со овој проект, но како амандман и предлог да го даде советничката група на Левица. Имаше добри аргументи од нивна страна, и ние го прифативме амандманот, така да ова беше во нашата програма, но инсистирајќи оваа година сакам да бидеме фер и коректни спрема колегите советници од советничката група на Левица. Они дадоа импулс да биде овој настан оваа година. Размислуваме во моментот, веројатно ќе биде кај паркот Авионче, но се уште логистички треба да видиме како сето тоа би го решиле. Многу убави можности нуди општината со доста голем простор на зеленило, кој што некако наназад години заборавивме дека треба да биде во зелена боја, оти беше навистина многу запуштено. Оние паркови, јас сум растела во таа општина и знам дека треба да бидеат зелени, беа жолти наназад години. Вие најавувате доста нови паркови, доста нова зелена површина. Каде планирате тоа да биде за нареднава година? И ќе ве прашам веќе кога сме кај оно дел дека запуштена беше зелената површина, го најдовте причинителот зошто е тоа така? Дали можеби во одржувањето или вандализмот зема голем замав во општината? Има два аспекти. Значи, тука прво, апсолутно е значајно тоа што ќе инвестираме во нова зелена инфраструктура. Тоа е многу битно и за тоа ќе зборуваме, но многу е битно да го одржуваме и тоа што го имаме. За жал не се одржувало на соодветен начин. Веројатно има добри искуства од пред 5, 6, 7 години во општина Аеродром, кога се одржуваше зелената површина на соодветен начин, кој што можеме да ги искористиме за повторно да го вратиме тој сјај кој што го имаше општината и кој што на граѓаните има многу значаен. Повторно ќе кажам, земајќи предвид дека има многу семејства тука кои што сакаат посебно викендот да го користат за рекреација. Така да искрено со оптимизам работиме, со многу енергија и верувам дека оваа година ќе биде различна од таа гледна точка. И вандализмот е значаен. Се случува да изградиме нови детски игралишта, нови спортски објекти и често да бидат предмет на вандалски напад, и ние апелираме кон граѓаните, тоа што го градиме е од заеднички средства. Никој не гради од лични средства. Заеднички инвестираме во сите тие објекти и затоа наша заедничка одговорност е да се грижиме за нив. Општината секогаш може да санира, но тоа се дополнителни средства за санација кои што понаменски би било да се потрошат за некој нов објект да се изгради. Од гледна точка на нова инфраструктура, на локација во Реонски центар Аеродром, веднаш спроти Ново Лисиче за граѓаните кои што не знаат точно каде се наоѓа тој дел од општината, во близина на Лиса, трговскиот центар, имаше една локација од над 5000 метри квадратни, каде што имаше подетален урбанистички план, предвидено беше да се изградат две згради, ние ги избришавме тие две маркици и веќе во следните неколку месеци имаме намера да отпочнеме заедно со неколку општествено одговорни компании да градиме нов парк, 5700 метри квадратни, кој што сметаме ќе биде една одлична нова локација за рекреација на аеродромци и очекувам пред летото тој парк да биде завршен. Дополнително во близина на Фудбалската федерација, на локацијата измеѓу паркот Авионче и паркот кај Поседна петка, планираме заедно со градот Скопје еден мегапарк, тој го нарекуваме, кој што практично би се споил со паркот Авионче и паркот кај Поседна петка и ќе го направи тоа втората најголема
содржина од гледна точка на паркови на територија на градот Скопје. И тука е една радосна вест дополнително, по разговори со Фудбалската федерација, веројатно во близина на таа локација Фудбалската федерација сака, има намера, се уште сме во некоја финална фаза на разговор, но тоа го најави претседателот на Фудбалската федерација на Македонија, да изградиме нов стадион на територија на општина Аеродром, кој што би бил централен стадион на една од најголемите спортски гордости на нашата држава, а тоа е Фудбалската федерација, кој што е еден символ за заедништво на Република Македонија. Од таа гледна точка, доколку успееме да го реализираме овој проект во партнерство помеѓу општина Аеродром и Фудбалската федерација, ќе представува една дополнителна содржина, како спортска, така рекреативна, бидејќи еден таков објект може да служи и во областа на атлетиката, не само на фудбалот и други спортови. Јас би рекол Аеродром повторно да го врати епитетот на центар на градот Скопје. Ве слушам и она што навистина и во самиот старт на вашата кампања и како новина и кога веќе и бевте избрани за градоначалник, како новина го воведовте, а тоа е дека сте отворен за комуникации со вашите противници, народски кажан, ајде под наводници, дека ги слушате предлозите. Верувам оние кои што се издржани, па тука и предлогот на Левица за концерт на отворено, ги собравте и на заеднички доручек. Така, беше веднаш од кога бевте избран. Тоа значи дека и во нареден период сте отворени за добри и квалитетни предлози? Дефинитивно. Прво, нормално е да има и критика. И ќе се соочиме со критика, веројатно, во следните 4 години. И критиката не држи приземнети, не држи во рамките на реалноста на случувањето. Некојаш и можеби ќе погрешиме, но наше ќе биде да го покажеме нашиот капацитет да прифатиме таа грешка, да се соочиме со неја и да ја поправиме. Секоја добра идеја, секојаш може да биде слушната, независно дали ќе доаѓа од секојдневниот граѓанин на улица, дали ќе доаѓа од некој успешен бизнисмен, дали ќе доаѓа од млад човек или дали ќе доаѓа од нашите политички опоненти. Секој добар предлог може да се инкорпорира, секоја критика треба да се слушне и тоа е духот на функционалната локална демократија. А верувајте, јас низ призмата не само на кампањата, туку и на нас веќе што го имам во тековното функционирање, во последните неколку месеци на вистина сваќам дека улогата на локалната самоуправа во промената на животот на граѓаните е на одредени начини дури позначајна од улогата на централната власт. И ние, јас би рекол не само јас, туку сите нови градоначалници, имаме многу сериозна одговорност пред нас, големи предизвици. Граѓаните добро е да знаат дека ценовните шокови на пазарот на енергетика сериозно влијаат и на нашите буџети. Општина Аеродром веројатно ќе потроши 4 до 5 пати повеќе средства од својот буџет за струја оваа година од претходната заради влијанието на тој пазар и тоа се околу 200-300 илјади евра кои што во понормални услови би ги издвоиле за инвестиции во градинка, би ги издвоиле за инвестиција во училиште и во нов парк, а што значи дека не е лесен процесот на финансирање на единици на локална самоуправа, за жал е многу зависен од централната власт. Јас тука, знаете како, јас да искористам можности една критика да дадам. Оваа година на општина Аеродром ни се намалија буџетските средства за градинки од централниот буџет за 15 милиони денари. И првото размислување ми беше да одржаме на пресконференција, но на крајот на денот седнавме со нашиот тим и свативме дека граѓаните од нас, тоа ќе биде само оправдување. Граѓаните од нас очекуваат на први кога ќе го донесат своето дете во градинка да имаат ист квалитет на услуги како што имале и на 31. Така да ние се соочуваме со тие предизвици, но би очекувале дека во вакви тешки времења за општините, кога се борат за својата ликвидност, кога имаме енергетска криза, би имале малку посериозна поддршка од централната власт, која што за жал во овој момент ја немаме. Добро, со она што го работите, транспарентно, отчетно и отворено, навистина пак ќе го кажам како една новина во работењето на општините, верувам дека најголемата поддршка ќе биде од аеродромците. И тоа е најважното на крајот од денот. Општина со нула корупција. Тоа е едно од нашите клучни изборни ветувања, еден проект кој што сега го работиме заедно со фондацијата Конрад Аденауер од Германија, кој што ќе ангажира неколку домашни и меѓународни експерти, кои што ќе ни помогнат да изработиме стратегија, политики, начин на функционирање, кои треба да бидат наш патоказ
кон борба против внатрешната корупција, создавање на еден систем на добро владење на единицата на локална самоуправа и да можеме да паралелно со тоа да го следиме и нашиот напредок согласно тие политики, тие правила кои што тие ќе ни помогнат да ги воспоставиме. Тие се така наречени меки правила, soft rules кои што ќе ги имаме во општината. Како планирате, ајде некако пластично да го објасниме, како планирате граѓаните да имаат можност, начин каде да пријавуваат? Отвореност и транспарентност од таа гледна точка, да, ова е на некој начин поврзано со тој проект. Првото што ќе добиеме е една анализа внатрешна, кој што ќе ни ја подготват овие експерти за состојбите во општината. Потоа тие ќе ни подготват правилници како во различни ситуации градоначалникот на општината, секретарот на општината, вработените во општината да се однесуваат за да се намалат можностите за корупција. Секако борбата против корупцијата и воспоставувањето на добар систем на добро управување е длабоко поврзано со нешто за кое што вие сега полека зборувате, а тоа е процесот на дигитализација. И меѓу другото, отвореноста на општината кон граѓаните да пријават не само коруптивни појави, туку секојдневни проблеми. И тоа ни е планирано оваа година, создавање на нова апликација, Мој аеродром, едно наше ветување во кампањата, каде што секој граѓанин кој што ќе ја симне таа апликација, преку нејза ќе може прво да следи, на пример, трошење на буџет, каде одат неговите средства, што се трошат, но паралелно и да пријави проблем и да следи преку апликацијата фазите на решавање на еден таков проблем. Што повеќе вие ги дигитализирате услугите во општината, да, тоа многу влијае понатаму и намалување на прагот на корупција. Тоа не е пракса македонска, туку тоа е еден меѓународен систем на добри стандарди за намалување на корупцијата и полека во следните 4 години сакаме да се движиме во тој правец и да покажеме дека низ примерот на една општина која што е голема, која што има сериозни вложувања од страна на некои поголеми компании во државата, посебно во делот на урбанизмот и во делот на некои други области, дека иако секојаш има перцепција за корупција во таков во тие општини, дека ние можеме да не само да создадеме перцепција, туку и преку пракса покажеме дека корупцијата може да се минимизира и со тек на време искорени. Оно што е најважно. Дефинитивно. Навистина многу иновативен начин на функционирање. Ке ве прашам, зборувавме за многу проекти кои што ги најавивте, за спортот, да, одвоивме малку време, но вие најавувате исто така и дека првачињата од септември, здравје Боже, следната година ќе имаат можности на бесплатно часови за пливање, така? Сметаме дека пливањето е еден спорт кој што многу влијае врз развојот на децата. Почнуваме со првачињата заради ограничувањата кои што ги имаме во буџетот. Би сакале да можеме да почнеме и со другите генерации, но сметаме дека со се подобрата финансиска состојба која што имаме намера, ние преку рационално трошење, преку добро прибирање на приходи да овозможиме во следните години, дека тек ќе се развие овој проект и за други генерации. Сега, господине Муцунски, навистина многу иновативни начини на функционирање. Како некој кој што е од таа општина, сега веќе кога имате кусо време, да речеме како градоначалник, работно искуство, имате полни раце работа, има простор за иновација, има простор за навистина новини кои што ги најавувате или знаете и свесен сте дека навистина еден тежок процес ве очекува. Каква е состојбата, со што се соочивте овие некое време, така, како градоначалник? Дефинитивно, значи несомнено, ќе има големи предизвици, а со некои проекти ќе имаме и објективни и субјективни препреки, верувам. Но многу значајно е секој градоначалник да има добар тим. Значи, не е само поединецот кој што работи, мора да има структура во рамки на општината, група на луѓе околу него кои што исто така ќе бидат мотивирани да реализираат една програма. Јас велам, толку е тежок обемот на работа на еден градоначалник, бидејќи секојдневно вие се соочувате со предизвици од многу различни области. Не е едновидна работата. Ви имате во еден ден проблем со градинка, со училиште, со инфраструктура, со собирање на смет, со одржување на паркови зеленило, што малку и концентрацијата на моменти е тешка да се задржи. Јас велам, заради тој сет на предизвици, веројатно јас лично препорачувам никој да не биде градоначалник повеќе од еден мандат, бидејќи амбициите и енергијата на почетокот што имате, само свежина може да ја дадат, но ние сме сега на почетокот на тој мандат и верувам дека до крајот, заради таа енергија која што има целиот тим, не е само
јас како тимче, туку има феноменални луѓе кои што се многу мотивирани, многу работат, вложуваат енергија, до крајот на нашиот мандат дека аеродром ќе покажеме дека аеродром може да биде една сосема поинаква приказна од тоа што беше во последните 4 години. Јас споменавте и чистотата, ќе кажеме дека една од најголемите депонии пред неколку дена беше исчистена. Горно Лисиче, така че нам беше, таму беше лоцирана. Уште првиот ден почнавме со чистење на депониите. Едно од тие депонии е на локацијата кај што ќе биде овој мегапарк позади фудбалската федерација, таму голема дива депонија си имаше направено, градот Скопје помогна со чистењето на депонијата кај Горно Лисиче, неколку други депонии на територијата на општината ги исчистивме во последните неколку месеци, но тука би апелирал во тој дел. Ние како општина ќе направиме се што е можно да се грижиме за чистотата. Градот Скопје, јавното комунално предпријатие на градот Скопје во последните неколку месеци го гледам вложа многу повеќе енергија од претходно за некои најосновни функции како редовно празнање на контейнерите, но и за одржување на општата чистота. Но никој не може да биде толкова помош колку што можат граѓаните и компаниите. Сите заедно да се грижиме за средината во која што функционираме. Граѓаните со нивното секојдневно однесување, да внимаваме каде фрламе, а ние имаме намера оваа година да вложиме заедно со помош на Европската унија сериозни средства во процес и проект за селекција на отпад, но истовремено и компаниите. Значи, сите сме свесни дека овие диви депонии се создадени од правни лица. Ние можеме постојано да казнуваме и сега сме заедно во градот Скопје во еден процес на казнување на сите загадувачи, но тие секогаш ќе се обидуваат да најдат начин да го прекршат законот. Сите живееме во иста средина, сите го дишаме истиот воздух и затоа мојот апел е како кон граѓаните, но пред се и кон поголемите компании на вистина да се грижиме за нашата животна средина. И од овој турбулентен ден кој што го имате секојдневно, еве денеска ви започнува на ваков начин, кога се враќате дома, што е она што си помислувате, верувам дека пешачите, аеродром е една преубава населба која што навистина нудиете такви можности да уживате во зеленило, во паркови, кога си пешачите кон дома на крајот од работниот ден, што си билете задоволен сте зад себе, како поминал денот? Задоволството ќе го имаме кога ќе видиме капитални инвестиции оставени позади нас, кога ќе видиме нови училишта, кога ќе видиме нови градинки, нови улици изградени, кога ќе видиме тој нов фудбалски стадион, сите нови паркови, тогаш ќе бидам задоволен. Се уште не сум задоволен, бидејќи сега сме на почетокот, менуваме урбанистички планови, проектираме и ќе градиме. Не можам да бидам задоволен, дур не видам опипливи резултати од сето тоа што го зборувам, бидејќи до тој момент се тоа добри зборови кажани пред граѓаните и кажани на телевизија. Мислам дека успехот во политиката е кога ќе оставите нешто капитално позади вас. Сега одам дома со размислување за проекти, до каде сме, што треба да се направи како следен чекор. Сега повеќе не мотивира и не држи задоволни очекувањето што го имаме пред нас. Но разочарувањето во последните 4 години и причината зашто добивме поддршка во општина Аеродром беше многу кажано, малку сработена. Ние треба многу повеќе да работиме за после 4 години да можам на пат на кај дома да бидам задоволен од сето тоа што се случило. Останува само да ви посакам лесна работа, народски кажано, и реализација на се она што сте замислиле. Ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам и на вас за можност.